нека ги видат и у Делчево. Секако да. Ќе ги пречите. Епа... Не, ајде сега. Ќе се видим кога завршите. Ајде. Ако искаш да. Добар ден. Нема каде да ставам звук. Здраво, се знаеме да, ама да повториме за овдешните граѓани каква збирка имаме тука. Имам чуено дека тука има пушка со која се борел Димитар Бебиогиев Веровски. Од тоа семејство е. Да. Дел од семејството што останало тука на Димитар Бебиогиев Веровски, семејството емигрирало во слободна тогаш Бугарија. А иначе каква колекција е ова? Колекцијата е од периодот на Разловечкото и Кресненското востание. Оружје во тој период ова оружје се користело. Така, гледаме разни, некои модели да спомнеме. Има од оружје на систем на Кремен, капислари, така наречени, еднометно оружје на црн барут, до револвери од 1870 година. Така. И пиштоли кои се на систем на Кремен, европски тип и балкански тип. На секој си има напишано кој од кога датира. Еве, например, воен конјанички капислар од 1858. За да кажеме за таа од Разловечкото востание. Тоа е таа пушка. Тие се во тоа време најголем дел од тие што учествувале во тоа востание имале оружје со систем на Кремен и систем на капислар. Што значи тоа за оние што не го знаат тоа? Тие пушки се полнат преку цевка одозгоре со црн барут. Механизмот има Кремен, Така. камен Кремен, таму се во челјуста се става. Така, да, Ова е видите. закалена плочка, кога удира кременот на оваа плочка, таа се спушта, прави искра, овде има барут, во цевката има барут, го вали барутното полнење И излегува куршума. излегува кугла. Кугла. Добро. Инаку ова е дел од чија колекција? Колекцијата е најголем дел на господинот Благој Мехаџиски и неколку експонати има на мене, Ванчо Габер. Благодарам за оваа убава презентација. Почитувани граѓани, повелете во градскиот парк да видите дел од колекцијата на оружје кое се користело дел од него се користело за време на Кресненското и Разловечкото востание. Прво е Разловечкото, па после. Така, прво Разловечкото и 1976, а Кресненското, ако не се лажам, 78. Да. Така, барем историја, ако сме запаметиле нешто.